Добре дојде во студио за Мики Вуич, Мирослав Мики Вуич, адвокат. Вие го имате застапувано заев во судски процеси и претпоставувам дека би го застапували и во овој случај, случајот Пуч. Најнов момент во случајот Пуч е протекување на видеоснимка каде што се снимани разговорите или преговори помеѓу премиерот Груевски и лидерот на СДСМ Заев. Обвинителство веќе излезе со став дека ќе има некакво соопштение, претпоставувам, кое се однесува на видеоснимката. И сега прашањето околу видеоснимката е дали тоа е видеоснимка на службите на Груевски, односно на владата на Република Македонија, дали е снимка од разузнавачки служби, можеби Заев го снимал Груевски. Постојат неколку варијанти како тоа да се докаже и што значи. Значи одиме прво чија може да биде таа снимка и со какви цели се разбира сниман разговорот. Значи, печатоците се уште не се изфилтрирани, пошто тоа беше синојка пуштено, тоа го видовме и сите, колку што мене ми е познато, беше пуштено и на Сител, претходно на Алфа, наводно од YouTube преземено. Мислам, знаете што, влегуваме во една крајно несериозна и крајно морбидна приказна, која што некој се обидува да ни ја продаде. Мораме да бидеме свесни дека оваа постапка влегува во истрага. Зборам за постапката против господинот Зоран Заев. Добро. Јавното обвинителство започна и отвори посебна постапка каде што ќе се утврдува дали е тоа точно што од страна на пријавителот во конкретниот случај. Тој е само осомничен, Заев е само осомничен и започнува истрага. Апсолутно. Значи, претпоставувам и така беше најавено во обраќањето на господинот Груевски, дека он пријавил наводно некои действија од страна на господинот Зоран Заев, дека некој му се заканува со одредени околности и во врска со самиот тој настан започнува официјална постапка од јавниот обвинител. Ако ја гледате снимката, моја претпоставка е, со оглед дека неколку години веќе и повеќе години работиме со тие посебни истражни мерки, дека се работи за обезбедување на докази и еден од доказите во судскиот предмет, поточно во обвинителскиот предмет, на кој што се повикува и господинот Груевски во своето обраќање. Значи, обезбедивме докази дека господинот Заев му се заканил. И тоа токму го имаме гледано. Настрана на тоа што е тоа уште титловано, спремено, спаковано као... Но не е подпишано од влада на Македонија, не е подпишано од разузнавачка служба, не пишува дека е доказан материјал. Може било кој да го ставил на YouTube тој материјал. Дајте да не бидеме сериозни. Значи, тој материјал е сниман во кабинетот на господинот Груевски. Не сакам да верувам дека некој вие или вашата куќа или некој ваш човек може токму така да влезе случајно кај премиерот во кабинет и токму разговорот помеѓу господинот Заев и господинот Груевски да го снима и после да го стави на YouTube. Дајте да не бидеме сериозни. Сака да кажете дека можно е само служба на премиерот Груевски Апсолутно, затоа што тоа го снимал материјалот? Јас така мислам, видите, јас тоа го читам од обраќањето на господинот Груевски. Заканата, која што му била упатена, е документирана. А овде имаме нешто слично, дали е закана или не, ќе видиме. Меѓутоа се однесува на она на што господинот Груевски алудираше. На објавување на одредени материјали и прибирање на материјали, дали од странска разузнавачка служба или домашни извори. Што, добро, тоа е. Добро, што сака да кажете, дека доказан материјал не сме пред време да се објавува? Не само да не сме, тој е заштитен, тој е класифициран. Штом обвинителот веќе покренува постапка. Но тоа не е доказ дека самиот Груевски го објавил материјалот. Апсолутно, ја тоа не го ни кажав. Кој? Веќе, значи некој ја брцнал раката во ташната на јавниот обвинител. Кој е тој? Значи, тоа е веќе. Обвинителот треба да направи истрага кој го пуштил материјалот. Обвинителот треба подхитно, Добро. народски речено, да му ја скине главата на тој што дозволил
да неговиот доказ со кој што он планира да искочи да го обвини господинот Заев, се објавува во јавност. Од каде знаете дека токму е тој доказ? Тоа обвинителство ќе ни каже. Јас тоа го читам врз основа на обраќањето на господинот Груевски, врз основа на квалификација на делото и врз основа на оно што го видов вчера. Значи, тоа е истото тоа. Не знам што друго може, а да не биде предмет на тоа обвинение. Постои можност дека тоа не е направено согласно не службите. Тоа е официјално. Знаете како? Постојат наредби за примена на посебни истражни мерки, како што е и тоа снимање. Може би Заев бил под истрага. Може би. И тоа е легитимно. И тоа е дозволено. Смее да се објават снимки. Повторно не смеете во јавност да ги дадете, за тоа зборам. Може би некој хакер ги ставил на YouTube. Како дошло до хакерот, ве молам? Како може да дознае обвинителство како дошол хакерот? Многу лесно. Инструментите се кај нив. Многу лесно. Овој документ не искочил. Вие многу фино знаете дека од вашиот материјал на кого сте му го дале, со кого сте комуницирале и кој ви го донел. И тука се завршува приказната. Да не бидеме наивни. Но хакери може би влегле во материјалите кои ги поседува обвинителство, службите. Ако така ја парафразираме работава, и ако е невозможно да се дознае како се добиени, тие таквите хакери можат и кај вас успална соба да влезат. Невозможно. Ова се како протекуваат документи од Wikileaks, например? Wikileaks има друга димензија може и немојте воопшто се обидуваат да направат паралела, меѓутоа воопшто не се работи за истата работа. Ова е официјален документ врз основа на кој што јавниот обвинител покренува одредена постапка и го терети одреден сторител на кривично дело по негово сомнение и тој располага со тој документ. Тој е одговорен за тој документ. Значи, јавното обвинителство дозволило некој да брцне во неговата ташна. Тоа е веќе работа на јавниот обвинител и тој треба да се открие, меѓутоа се работи за строго класифицирани податоци со назнака службена, па дури и државна, доколку се осврнеме на делото за кое што се гони господинот Заев. Вие побаравте ли објаснување Не, се уште, затоа што ова е од синојка, официјално веројатно ќе побараме, јас се уште сме во координација, меѓутоа ќе мора некој да го објасни. Али видите, тоа не треба ни ја да го барам. Јавниот обвинител, ако е сериозен јавен обвинител, ќе треба да каже, чекайте, кој располага со моите докази, со кои што ја треба да искочам на суд. Јас треба да го бранам, он побарал одредени превентивни мерки за господинот, погренал постапка. Некои лица се во тој предмет и во притвор. Он е одговорен за нив. Не е веќе судијата во претходна постапка. Судијата во претходна постапка не ни знае за што се работи. Обвинителот е тој што ја почнал и ја води истрагата. И тој е одговорен за сите докази. Дури не се симне направи декласификација на тие докази. Тие не смеат да не можам ни ја да ги видам како бранител. Да. Дали сега во оваа постапка за која говорите, за која е осомничен, не е обвинет господин Заев, лидерот на СДСМ, дали Заев смее да објавува своји документи, своји видеоснимки, за кои го терети самиот премиер Груевски? Значи, дури ни господинот Заев, во врска со ова кривично дело, со членот 311, све што е во предметот, не сме јавно да дискутира. Затоа што има, токму тоа ви го кажувам, затоа што има назнака на службена тајна. Чекайте, Заев кажа дека има документи, поседува документи кои се документирани докази. Па имате и нешто предпоставува. Дека Груевски правил ја злоупотребувал моќта, функцијата. Да, али тоа не е предмет на ова обвинение. Коруптивни дела. Али тоа не е предмет на ова обвинение. Тука треба да се разјасниме. А не, како не е? Не. Во обвинението пишува насилство према представници на највисоки државни органи. Така е. Насилството е кон Груевски. Тој е представникот на највисоките државни органи. Така е. Што е насилството? Значи, овој член 311. Нема што се однесува насилството токму тоа сакав да ви кажам. Добро. Тој што со намера да го загрози уставниот поредок. Добро. Значи, да бидеме јасни и прецизни. Со намера да го загрози уставниот поредок или безбедноста на Република Македонија.
ако се коруптивни, ја не знам за какви документи се работи. Самиот Заев кажа. Значи, Докази за фалсификување на избори, коруптивни документи и така натаму. што е тоа што ја загрозува, што го загрозува уставниот поредок на Република Македонија? Ако некој вршител на власта или функционер во власта прави криминал, тоа го загрозува уставниот поредок. Ве молам, да не го поистоветуваме председателот, дозволите, да не го поистоветуваме премиерот или председателот на државата со уставниот поредок. Не мисли Груевски на тоа. На Ја што не знам. мисли Груевски? Како од обраќањето на премиерот, цитирам, доколку не прифатиме формирање на техничка влада, ќе започне со објавување на ваков материјал. Добре. Се однесува, тој рече претходно дека дел од овие материјали се точни, половично точни и дел неточни. И? Сакате да ги одвоиме точните од неточните? Ме информира понатаму дека соработувајќи со странска разузнавачка служба, истата го снабдила со нелегално, противзаконски и противустакнено стекнат материјал, делумно и монтиран. Од кај знае он дека е тоа така? Кој знае тоа така, дека е така? Груевски од Па не, Груевски се повикува на разговорите со Заев. Значи, ако јавниот обвинител ја прифати оваквата изјава и влезе во оваква, а ја не верувам дека тоа е прифатено, верувам. Еве зашто ќе ви кажам. Онда ќе е непобитен доказ дека јавното обвинителство работи по наредба на Груевски. Ова што господинот Груевски го кажува, нема една врска со правото, со овој закон. Чекајте, сакате да кажете дека Груевски треба да покаже докази? Не само да покаже докази, дека он набраја нешто што смета дека е така. Он тоа го кажува. Но може би има докази. Значи вчера искочи еден од доказите за кој што е обвинет господинот Заев, а тоа е за заканата. Тоа е ваша предпоставка не дека моја, е доказ. него тоа го кажува и он и во своето обраќање ми се ми кажувал дека е кореспондира со неговото обраќање, ми значи дека е доказ. Тачно. Може би се поклопува, Токму и тоа што ви го случајно кажа. се поклопува. Што значи Говорат на Груевски со доказот, може би не е доказ. Може би не е во списите на предметот. Да. Ако не е во списите на предметот, тогаш како стигнал таму? Да некој го снима премиерот во неговиот кабинет при разговор со опозициони лидер. Ви реков, може би некој хакер влегол. Не, тоа е, мислам, детска приказна, немојте со тоа. Немојте, тоа е невозможно. Невозможно. Тогаш треба сите од влада да сидат, да дозволат некој хакер да им упадне кај премиерот да биде снимено нешто. Немојте ме молам. Тоа е несериозно. Тоа не се случило нигде, тоа нигде у свет го немате, па кај нас и уште. Добро. Располагајќи со такви уреди, со такви обезбедувања, со такви можности за следење и на комуникации било што, а што е неспорно затоа што ги имаме низ предметите, и да ви упадне некој хакер да ви постави бубичка и да ве снима на официјален разговор. Тоа е више, не сакам тоа да верувам воопште и дека е така. Добро, околу бомбите на Заев и документите на Заев, тоа беше прашањето. Дали ќе има право Заев да објавува документи за кои тврди дека се однесува? Значи многу јасно и прецизно. Овдека е предмет на обвинение. Ова е предмет за кој што е осумничен, дека дали е легално, откаде му се бара, да бидам едноставен во изразувањето, се бара откаде му се податоците. Да. Се бара откаде му се податоци. Со такви податоци кои што он наводно ги добил од странските разузнавачки служби, му се заканувал на господинот Груевски. Смее ли да ги добие? Значи, од можеби странските разузнавачки служби? Зашто да не сме? Прашувам. Смее ли да ги даде е прашањето, а не дали да смее да ги добие. Вие од оваа соба не смеете да изнесете. Но смее да се добие. Зашто да не? Јас добивам документи кои укажуваат дека мојата власт, моите извршни органи, моите раководители прават криминал. Парафразирам сега. Добро, и смее да ги објави. А зашто? Па него му е он не смее да ги чува. Мислам, не го спречува ли не смее, постапка? Да, ако ги чува, ако не ги објави, сторува друго кривично дело, не пријавување на сторител. И за тоа можете да го гоните. Да, добро, во ред, но не влегува во ова. Не влегува, апсолутно.
во закана према. Ова е личен однос. Постапка, не е. Сега, дали се тие, ве молам, тоа мислам треба да се разјасни, дали се тие толку подобни, да господинот Груевски толку се уплаши и цела машинерија ангажира, за да се обвини и лидер на една опозиција, дали се тие документи навистина подобни за него? Дали се подобни тие документи за кај него да предизвикат страх? Ја со неговото обраќање заклучувам дека се, затоа што он вика делумно се точни, делумно не се точни, делумно се неточни. Значи имаме три група на... Судска постапка би кажал, зашто сега да кажа? Знаете, тачно. Тоа е исто опција. Меѓутоа, зашто сега да каже некои документи се точни, некои делумно точни, некои неточни? Па, останува една празнина, дајте да ги одвоиме оние точните, да не дискутираме за нипоти се неспорни, да видиме овие делумно точни и неточни, да видиме зашто се работи. Ме разбирате? Значи, тотално е конфузна целата работа. Премиерот Груевски факт е дека мора да информира јавноста околу Зашто? тие документи. Не мора, он нема никаква обврска. Нема обврска. Премиерот Груевски нема обврска. Има обврска господинот Заев, пошто располага Човек кој е на јавна функција и кој треба да дава отчет. Да. Велите дека нема обврска да каже какви документи за кои е теретен се вистините, а кои не. Од кога ќе Што се искочат однесува на корупција, криминал и фалсификување избори и така натаму, за кој Заев говори, лидер на опозиција. Знаете што, доколку господинот Заев, јас стварно не знам и не можам да ви кажам со каков вид и квалитет на докази располага. Верувам во тоа што господинот Заев го кажува, значи дека е сериозен, не е вчера од политика, дури и повеќе него што сум и ја у политика и некои многу други наши колеги. Меѓутоа, веројатно не би влегол во разговорите со господинот Груевски на тој начин, доколку е точно се ова, доколку немал некои цврсти аргументи за тоа. Доколку имал цврсти аргументи и му ги предочил на господинот Груевски, оправдан е стравот кај господинот Груевски. Оправдано е. Добро, тоа е ваша предпоставка, не, дали се плаши премиерот или не? Не, оправдан е стравот во смисла да дојдат. Пазите, ова е очигледно дека државата е нарушена, ве молам. Добро, и ако Заев излезе со такви документи, може ли да биде уапсен? Видите, очигледно и без документи дека може да биде уапсен. Може да биде. Дали постои правна основа? Овдека не постои, во овој предмет нема да видите право, најмалце ќе видите право. Толкувањето на правните и квалификаторните околности кои што као членови од нас. Добро, кажете што кажува законот. Може ли да биде Заев уапсен? Може. Да ни даваме политички оценки. Не дава. Не. Далеку су. Значи, може доколку објави некој од документите кои што се предмет на оваа постапка. Значи, многу јасно ви го кажам. Доколку објави некој од доказите, во оваа постапка што се под овој предмет заведени, под кој број кој што се водит кај обвинителите. Со еден збор, доколку господинот Заев го објавеше оној доказ кој што вчера го видовте на телевизија, околу кој почнавме да разговараме. Може да биде уапсен. Одма. Добро. И тоа би било све. Докази за фалсификување избори? Не. Докази за корупција? Не. За криминал? Правно немаат основ за така нешто да го уапсат. Добро. Дали е можно исто така на медиумите да им биде забрането да објават документи и докази кои би ги презентирале претходно СДСМ? Све е можно. Све е можно. Дали е дозволено? Не е дозволено. Дали е дозволено да се објават такви документи од страна на медиумите? Значи, ако е по таа логика што ме прашувате, тогаш вчера требаше, односно денеска, телевизија Алфа и телевизија Сител да бидат затворени. Не, сега за друго говориме. Не говориме за разговорот Груевски Заев. Значи, Говориме за документи. Тоа е доказ. За документите кои Заев би ги презентирал, велите дека смее да ги објави, не смее да биде уапсен за тоа. Нема основа. Дали медиумите имало основа? Јас многу прецизно ви кажувам. Не знаеме се уште што е као доказ наведено од страна на обвинителот. Ова снимка е еден од доказите. Дали се тие докази за корупција, за криминал, за све што се наведува господинот Груевски, како би обвинителот со какви документи докази располага Заев? Веројатно има што поднел овакво нешто. Веројатно нешто знае.
Не разбирам. Да. Знам, јасно ми е дека не разбирате, ти е многу тешко да се разбере. Дали е можно обвинителот да ги има документите со кои Заев располага и тие да бидат ставени во овој процес? Невозможно. Па за нив ве прашувам. Невозможно. Значи за нив ве прашам, дали тие документи... Обвинителот во моментот располага само со оваа снимка на кој господинот Заев му потврдил дека Добро. документите ги довел од надвор. Дали дополнително може да забрани Треба документи? да ги обезведи. Не може да забрани. Документи. Нема нити законски основ, нити можност такво нешто да го направи. Тоа ве прашувам. Тоа е. И медиумите смее да ги објават. Не само што ќе смеат, него ќе биде и корисно да се објават. Тоа ве прашувам. Али, мислите цело време дека Не, збориме за право. За право. За право. А јас ви ја кажувам сега. Тоа е новиот закон е многу специфичен. Добра, сега дојдеме со обвинувањето на Груевски кон Заев, одамно во интегралниот текст на Груевски. Груевски вели дека го уценувал Заев. Дали е уцена, и претходно го коментиравме разговорот, доколку не прифатиме формирање техничка влада, ќе започне со објавување на овој материјал. Прво, мислам, ќе ве подсетам на многуте изјави на господинот Заев во јавноста, дури во предизборието, дека јавноста нема право да не ги знае, односно дека без оглед дали ќе бидат преговорите помеѓу владата и опозиционите лидери или не, тие документи ќе видат светло на денот. Значи тоа беше децидно кажано. Уцената е прашањето. Каде е уцената? Каде е уцената тука кога некој претходно ви кажува дека без оглед на било каков исход на тие разговори, тие документи ќе бидат објавени? Во кампања на Груевски му рекол, можеби сосема нешто друго. Тоа треба да го видиме, верувате. Тоа никој не го знае. Колку тоа се види? Нема ни тогаш уцена. Смели да блефира, да лаже некој Па знаете што? во таков тип на преговори? Пазите, тоа се веќе изместување на тезите, затоа што е тоа веќе политички бранови се. Тоа се вишке политички води каде што они своите меѓусобни односи на друг ниво ги регулираат. И тоа е легитимно, тоа е дозволено. Па вие у кампања имаше многу што кажано и господинот Груевски и господинот Заев, па ништо тоа не видовме. Што значи тоа дека е измама? Не може така да ги гледате. Тоа е у политичка кампања, дури законот за граѓанска одговорност политичките кампањи ги раздвојува. Тоа што некој не ги... Да, добро говориме сега за преговорите. Значи, они во меѓусебните односи што правеле, како правеле. Меѓутоа, требате да имате нешто на ум. Јас доаѓам кај премиерот и му се заканувам, што е, мислам, нонсенс. Меѓутоа, со кој тип на закани и кое оружје на закани. Тоа треба да биде подобно, да до него допре нешто дека е опасно. Значи дека е тоа вистина све што Заев го кажува. Тогаш е веќе проблем. Повторно не се работи за закана, али проблем за господинот Груевски. И тоа не е проблем. Си има институции кои што ќе кажат дали се овие документи добри, не се. Не е проблем, знаете зашто? Затоа што инструментите на власта се кај господинот Груевски. Значи јас тврдам дека не постои сериозност во ниту една закана према органите кои што ја имаат власта и инструментите на власта. Тоа е она што народот го буни, токму и вас ве буни сега тоа, како може Заев да се закани и со што би било тоа да се закани. А цело време не збориме за клучните работи, не збориме за основите по кои што е покрената постапката, а тоа е уставниот поредок, безбедност на Република Македонија. Па дури слушам у некои медиуми велепредавства се спомињаат, шпионажи и така натаму. Треба да им се објасни на овие луѓе, па дури и на неписмените наши правници колеги. Што е шпионажа, што е велепредавство? Вие ги отфрливте... Тоа е срамота да ски... Отфрливте тој товар за кој се товари од страна на премиерот Груевски Заев, дека странска разузнавачка служба може да даде документи, не смее да и се дадат.
Значи, јасно, И тоа јас се не е предмет извинувам. на шпионажа. Јасно, шпионажа, членот 316 од овој, се уште важечки од Скопје 2014 е издаден од господинот Никола Тупанчевски, редовен професор, интегрален текст кој што го користи јавното обвинителство и вика, тој што државната тајна ќе ја соопшти. И токму тоа е, дали се криминалите на господинот, на некој од власта, државна тајна, ќе ја соопшти, предаде или ќе ја стори достапна на странска држава. Не на својата јавност, не на своите граѓани. Значи, јас документите за криминалот, доколку беше обратна насока, значи криминалот што ја врши под предпоставка владата, ги дада на странските служби и странските служби, ето е случајот Wikileaks, Да. ги објавуваат или ги даваат, тогаш е шпионаж. Али вие добивате нешто од странската служба, под предпоставка, јас стварно не знам дали е и од странските или од домаш. Јас слушам сега у последната изјава на господинот Заев, колку што ја читав и колку што искочи на пресот вечерта, рече дека од домашни избори, само немојте да очекувате дека ќе ви кажам изворот. Значи, небитно, сосема, али нема ова кривично дело. Значи, он добива... Може ли блефирал, Заев му кажал на Груевски? Нема право да блефира. Не бе, јас те прашувам. Значи, Вие го имате кривичниот законник. никаде, јас го донесов да го користите и вие, значи никаде одека нема да најдете тоа. Дека блефирањето или кажувањето на некои такви работи во меѓусебен разговор, значи овој кривично дело. Не е кривично дело. Апсолутно. Особено, пазите, се работи за политички партии и за структури кои што се во политиката. Да не збориме и немојте да заборавите дека секој овој папир, народски речено, треба да има класификација, дали е државна, дали е службена тајна, дали е било што. Ова треба да има назнака. Ова е по сила на закон веќе одредена службена тајна од решението кое што е од господинот Заев, за господинот Заев, и во списите на предметот. И тоа е све окей. Имаше во јавноста критики дека всушност Груевски му ја фрлил бомбата на Заев, наместо Заев да ја фрли бомбата кон Груевски. Зошто толку долго чекаше Заев? Не можам да ви кажам тоа. Јас навистина не знам со каков и мислам дека освен господинот Заев, ретко кој во партијата знае каков тип на документи. Тоа шпекулации што слушаме и ние надвор, се кажува, се раскажува. Меѓутоа, изјавата која што беше последната, каде што да не мисли Груевски дека ќе му го отријам изворот, ми дава за право да верувам, значи не сум го слушнал тоа, не ми е кажано, меѓутоа ми дава за право да верувам дека се обидувал досега да ги заштити изворот на информациите, поточно материјалите кои што отиде, да ги заштите луѓето кои што апсолутно апсолутно луѓето кои што ни ги доставувале, доколку и он знае, не можам да тврдам и ја, доставуваат секојдневно и денеска не стигаат. И јас денеска имам некои тужби, некои поднесоци од луѓе кои што не ги ни поднесува. Тоа е маса барање на помош. Среќа е што луѓето се охрабрија па да почнат да доставуваат и овакви работи кои што имаат врска со криминал. Пазите, едно од прашањето беше дали на господинот Груевски, дали ги провери. Како јас можам да ги проверам неговите информации? Кои што он ги има или службите на МВР. Дали Заев ги има депонирано овие документи на повеќе места? Тоа ќе морате господинот Заев, се извинувам. Би било наивно да има. Апсолутно, да не. Предпоставувам, не знам, стварно не можам да ви кажам. Јас кога би располагал со нешто такво, јас би имал едно 20. Се говореше дека се депонирани во странски амбасади. Значи јас кога би ги имал, јас не би ги имал само овие што ги носам со мене. Него би имал и уште 20 на различити места. На кој? Смее ли во странски амбасади? Зашто да не? Тоа е давање на материјал. На чување? Што сте добиле од нив, ви го враќам? Не знам стварно. Не можам да ви кажам. Тоа ќе морате него да го прашате, оти тоа се детали кои стварно само тој ги знае. И не треба ни друг да ги знае. Само. Добро, благодарам што бевте гост. Благодарам на вас.